Олгица Анчевска Андреич, или во модниот свет позната како Оле, е магионичарка со своите раце што создава уметност. И токму во ЕКОТ, кога финишираат подготовките за матурските прослави, еве не во незиното фризерско студио. Олгица, добар ден. Добар ден. Што е она што матурантите највеќе го бараат од вас? Моментално сме во полнек со матурските, се спремаат, се подготвуваат матурантите, полуматурантите, абсолвентите, па и повозрасните матурантки. Најчесто сакаат да бидат со природен изглед, да не е тоа со строги фризури. Најчесто бараат холивудските локни се најбарани, со елегантен и лежерен изглед. Потоа се бараат оние фризурчиња кои што се полусобрани, со украсени со некоја плетенка за пороматичен изглед. Потоа доста се бараат исто коњските опавчиња, кои што се со волумен или со таласи, и поретко, меѓутоа сепак се бараат ниските пунџи, кои што се со поприроден изглед, значи да не се стегнати и со некое праменче испуштено околу лицето. Што е потребно за фризурата да биде безпрекорна? Вака, најчесто младите некогаш знаат, ама се почесто се трудат да ја негуваат својата коса. Потребно е нели нормално да биде негувана. Сега ние во нашите салони доста имаме третмани кои што се за нега, за хидратација на косата. Потребно е барем од 7, 10 до 15 дена да биде косата почишана, нели да ги немаме оние расцветани врвови, да биде офарбана, истретирана со некој третман за хидратација, за оштетена коса, за да биде свет тоа полесно и фризурата да изгледа помазна, посјајна и поубава. Не помалку актуелни се и прославите на годишнините од матура, како например 5-10 години, 25, 50. Постарите матурантки пак што бараат од вас? Да, доста, има често доста и од нив, значи има 5-10, па дури 30 години матура, кои што слават, нормално дека бараат да изгледаат помладо, посвежо, понежно исто. Исто се бараат и кај нив оние фризури кои што се полежарни, полепршави, со природен волумен, да не е тоа нели укрутено. Поредко исто оние кои што сакаат да има косата прибрана, нели, исто се бараат оние ниски пунџи, а во глобала тоа е. Значи да е покосата лелеава, полепршава, да изгледа поприродно, посвежо, посјајно. Дали матурантките доаѓаат кај вас со јасна визија како сакаат да изгледаат, или се советуваат со вас како да изгледаат на матурската вечер? Да, најчесто доаѓаат со слики, нели сега е популарно Инстаграм, ТикТок, најчесто доаѓаат со точна визија што сакаат, меѓутоа во договор со тоа, нели гардероба, шминка, како ќе бидат облечени, им даваме совети. Малце потешки се полуматурантките, они се во некоја возраст каде што сакаат да изгледаат малце повозрасно, па тоа нели малце не име во склоп со гардеробата, па ги советуваме како да изгледаат на нивна возраст, значи да не е тоа премногу фризура, али во принцип си имаат своја визија како сакаат да изгледаат. Кои се модните фризерски трендови за годинава? Моментално, кога станува збор за шишањето, доста е актуелно butterfly кат шишањето. Тоа е преубаво шишање, народно кажано степенасто, каде што косата добива многу волумен и исто така кртен бенк шишките се доста многу популарни. Лонг боб шишањето, кој што може да се носи право и брановидно, волф кат почесто,
А дука и машките најчесто бараат френч кроп шишење или оние кои што имаат кадрава коса, да е тоа со волумен, истакнати локните. Која е пораката до матурантите? Пораката е да бидат сепак убави, елегантни, трендовски, меѓутоа да си бидат своји. Олгица, благодарам за учеството во емисијата. Ви благодарам и на вас.